Поројните дождови ја одолжија жетвата на оризот. Поради калта одваја ожнеано 15% од овогодинешниот род. Ако не се стабилизираат временските прилики, земјоделците стравуваат дека жетвата би траела и до првиот снег. Јас уште малку имам, добро е, јас побрза малку и посасам со жетвата. А иначе ќе остане оризу може и полет. Од народот нема волја да жне, нема откуп. Ова дополнително ќе им ги замати калкулациите на оризопроизводителите, кои поради ланскиот што им остана непродаден, сега нема каде да го складираат овогодинешниот род. Дури 50% од лани имаме ни ориз оставено и сега и оваа ориз, таа ориз ќе се расипе. Или ќе се изведе како ориз, или ќе му љаса. Оризопроизводителите бараат власта да прогласи елементарна непогода, но и да си остане на зборот што го даде пред изборите, дека ќе притиснат за откупувачите ја зголемат цената. Категорични се дека новата интервентна мерка од 3 денари за килограм нема да помогне. Абе што 3 денари? Ма нема и да тие 3 денари. Не го зима туризо, арпата не ја зима. Не ја зима. Грики да ја земе 15-14 денари. Ке ту ценува. Со таа цена ние не можеме ништо да направиме. Директно сме у загуба 100%, затоа што ѓобрињата и водата за праскање, и комбањо, и биењето, и редамано, за нас нема ништо. Поради ниската цена и лошиот откуп, оризопроизводителите од Кочанско организираа неколку протести, но наместо да им се понудат конкретни решенија, премиерот нив ги оквалификува како партиски војници и преседатели на месни комитети.